Доколку Мицковски се повлекува од договореното на лидерската средба, тоа треба да го каже јавно, изјави премиерот Ковачевски по денешната пресконференција на ВМРО ДПМН, на која од СДСМ побараат да се изјаснат по предлозите на ВМРО за предвремени избори, владиниот статус на ДУИ и гаранции за уставните измени. И затоа сметам дека доколку тој решил да се повлече, тогаш треба да го каже тоа на официјална средба, дека се она што го кажа на пресконференција, тоа е дека прифаќа уставни измени, прифаќа впишување во преамбулата на уставот на државата на делови од други народи, вклучително и на делови од бугарскиот народ, дека прифаќа да биде дел од владата заедно со СДСМ и другите коалициони партнери. ДУИ преку соопштение прифати да не биде дел од владата. Така да сите детали сметам дека треба да продолжат да се договараат на ниво на работни групи, доколку она што беше кажано е кажано искрено и доколку секој се придржува до искажаниот збор, преземената обврска, да биде посветен на тоа кое што го кажал. Во спротивно треба да се види дали тоа што е кажано тогаш било кажано со искрена намера. Дали по оваа пресконференција ќе има нова лидерска средба? Јас сметам дека треба да размислат уште малку, затоа што знаете, им дојде шок на ВМРО ДПМН, ја верувам. Знаете, после една година скоро, кога правите протести, кога велите дека сте браникот, кога велите дека никогаш нема да прифатите уставни промени и одеднаш на пресконференција кога вашиот претседател ќе каже да, и таа снимка имате сите, ја видува сите граѓани, уставни измени се прифатливи, сметам дека тие треба да останат во процесот, работните групи мислам дека се вистинскиот формат на кој што треба да се продолжи. Според Ковачевски, недоразбирање и недоречености во епилогот од нивната средба нема. Јас бев многу јасен на пресконференцијата, тој беше многу јасен на пресконференцијата. Партијата ДУИ беше многу јасна во нивното соопштение кое што стигна на самата пресконференција. Така да преземените обврски предвидуваат посветеност да тој процес се заврши.